Добар ден на сите. Почитувани дами и господа, представници на институциите, организации, здруженија и медиуми, добре дојдовте на четвртиот јавен состанок на Агенцијата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги за оваа година. Агенцијата постојано вложува напори за зголемување на транспарентноста на своето работење, а така денешниот состанок, а од неодамна и седмиците на Советот може да се следат во живо на веб страната на Агенцијата. Според агендата, покрај информацијата за спроведените активности на Агенцијата, согласно годишната програма за работа за извинатото тромесечие, ќе имате можност да ги проследите резултатите од истражувањето за стапеноста на родот во медиумите во 2016 година, истражувањето за понудата на телевизиите наспроти потребите на лицата со сетилна попреченост, како и новите активности на Агенцијата за промовирање на медиумската писменост. По завршување на презентациите ќе биде отворена панел дискусија. Зад нас е период во кој Агенцијата интензивно работеше на спроведувањето на низа активности согласно годишната програма за работа за 2016 година. Фокусот на Агенцијата во последните 3 месеци беше во посебно насочен кон мониторинг на изборното медиумско представување. До почетокот на изборната кампања, 21 ноември 2016 година, предмет на надзор беа најголемиот дел од радиодифузерите кои што емитуваат програма на државно ниво, вкупно 18 програмски сервиси, додека со почетокот на изборната кампања примерокот и опфатот се зголеми на 111 програмски сервиси. Стручната служба на Агенцијата, почнувајќи од 2 септември 2016 година до крајот на изборниот процес, подготви две групи на извештаи. За секој период од 10 дена се подготвува извештаи за почитување на одредбите од членот 75 став 1, правично, избалансирано и непристрасно известување во вкупната програма и од членот 75б известување за редовните активности на органите на власт во функција на изборно медиумско представување на политичкиот субјект од изборниот законник. Во овие извештаи за секој медиум поединечно има детален опис на начинот на известување во централната дневна информативна емисија, преглед на сите емитувани посебни информативни програми и на други програми во кои се сретнуваат содржини или субјекти релевантни за донесување оценка за начинот на покривање на изборниот процес од страна на Привремената комисија за следење на медиумското представување. Втората група извештаи беа констатирани прекршувања на изборниот законник, кој Агенцијата ги подготвуваше веднаш по регистрирање на прекршувањата на законот. За тоа дали радиодифузерите обезбеделе правечно, избалансирано и непристрасно известување во вкупната програма беа изработени по 10 извештаи за период од 10 дена за 18 програмски сервиси што емитуваат програма на државно ниво. По 2 извештаи за уште 4 радиодифузери на државно ниво кои беа предмет на надзор само за периодот на изборната кампања, во еден извештај за целиот период на изборната кампања на 25 регионални радија и телевизии, чии програми се достапни во просториите на Агенцијата, и еден групен извештај за периодот на изборната кампања за 63 радија и телевизии, чии програми не се достапни, односно не се снимаат во просториите на Агенцијата. Во врска со втората група на извештаи кои се однесуваат на констатирани прекршувања на изборниот законник, во период од 2 септември до почетокот на изборната кампања беа констатирани 2 прекршока заради емитување на реклами финансирани од буџетот на државата, односно општината. За првиот прекршок против радиодифузерот беше покрената прекршочна постапка, што не беше случај за вториот прекршок, бидејќи општината достави докази дека емитуваните реклами се спонзорство од приватна компанија. Во текот на изборната кампања, која што траеше од 21 ноември, заклучно со 9 декември, по други основи од изборниот законник беа констатирани вкупно 34 прекршувања. Најголемиот дел од нив се однесуваат на надминување на дозволените лимити за
емитување на платено политичко рекламирање, ППР, потоа емитување на платено политичко рекламирање во вести и посебни информативни програми, неозначено политичко рекламирање и неодвојување од другата програма. Во деновите од изборниот молк 10 и 11 декември беа констатирани 13 прекршувања на одредбите од член 76 76б став 3 од изборниот законник, кај вкупно 10 програмски сервиси. За законската обврска за емитување бесплатно политичко представување беа подготвени посебни извештаи за програмскиот сервис наменет за емитување на активностите на Собранието на Република Македонија и за останатите програмски сервиси на Македонската радиотелевизија. Извештаите се однесуваат за периодот од 21 ноември до 9 декември 2016 година. Беше подготвен и преглед на платено политичко рекламирање за време на изборната кампања. Врз основа на решението ДИК за повторување на гласањето во општина Теарце на 25 декември, агенцијата направи мониторинг и за почитување на одредбите поврзани со изборниот молк, кој траеше од 24 декември до 19 часот на 25 декември од страна на радиодифузерите на државно ниво и на радиодифузерите што емитуваат програма на подрачјето на изборната единица 6. Согласно меморандумот за соработка од страна на агенцијата до ДИК редовно беа доставувани дневни и седмични извештаи согласно изборниот законник. Сите материјали поврзани со изборниот мониторинг се достапни за јавноста во посебниот дел на веб страницата на агенцијата, насловен како Избори 2016 година. През основа на извештаите од извршениот мониторинг над изборното медиумско представување добиени од агенцијата, Привремената комисија за следење на медиумското представување до агенцијата достави 192 предлози за неизрекување на мерки и 67 предлози за изрекување на мерка. Овие предлози веднаш по добивањето беа објавени на веб страната на агенцијата. Агенцијата во рок од 48 часа по доставувањето на предлозите за изрекување на мерка за прекршувањата кои беа сторени по прв пат покрена 42 прекршочни постапки со барање и изрекување опомена и 25 прекршочни постапки со барање за изрекување глоба за повторените прекршувања, од кои само една постапка заврши со порамнување. Досега 4 барања за поведување на прекршочна постапка беа отфрлени од судот со образложение дека барањата се поднесени во период кога се уште не била донесена одлуката за распишување на изборите од страна на Собранието на Република Македонија, без при тоа се земе во предвид дека согласно последните измени на изборниот законник одредени негови одредби важат 100 дена пред денот на одржување на изборите. Агенцијата во октомври реализираше и редовен програмски и административен надзор на 4 комерцијални радиопрограмски сервиси што емитуваат програма на државно ниво, додека во ноември е направен редовен програмски надзор и административен надзор на една локална телевизија избрана по случаен избор. Во декември агенцијата реализираше редовен програмски и административен надзор на 3 радиосервиси на јавниот радиодифузен сервис, редовен програмски и административен надзор на една локална телевизија избрана по случаен избор, што емитува програма на подрачјето на општина Гевгелија, Валандово, Богданци и Дојран, редовен програмски надзор на 5 комерцијални телевизии што емитуваат програма на државно ниво и контролен административен надзор на 2 локални телевизии што емитуваат програма на подрачјето на општина Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Агенцијата изврши и стручен надзор на вкупно 8 радиодифузери, 5 телевизии и 3 радија. И 3 од нив надзорот беше спроведен поради доделена нова дозвола, а со цел да се констатира дали ги исполнуваат техничките, просторните и кадровските услови во согласност со барањето за добивање на дозвола за телевизиско или радио емитување, а останатите 5 радиодифузери поради промена на локацијата на просториите во кои се произведува програмата, односно студиото. Заради констатираното непочитување на одредбите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми, изречени се вкупно 5 опомени против 5 радиодифузери и 3 опомени против 3 оператори на јавни електронски комуникацијски мрежи,
поради реемитување на програмски сервиси кои што не се регистрирани во агенцијата. На сите им беше наложено да го усогласат своето работење со законските одредби. Агенцијата во изминатиот период успешно заврши една постапка на поравнување, постапка покрената поради неисполнување на законска обврска за дневно емитување најмалку 50% програма изворно создадена во Република Македонија на македонски јазик или јазиците на немнозинските заедници кои живеат во Република Македонија почнувајќи од 2016 година. Во изминатиот период Во изминатото тромесечие до агенцијата се поднесени 2 барања од заинтересирани страни за доделување на дозвола за телевизиско и радио емитување по пат на јавен конкурс. По утврдената оправданост, агенцијата донесе одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво за говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат на албански јазик за подрачјето на општина Куманово. Постапката за доделување на дозволата е во тек. Другото писмено барање се однесуваше на дозвола за телевизиско емитување на национално ниво преку дигитален терестријален мултиплекс. Со оглед на тоа дека се работеше за изборен период, агенцијата испрати допис до подносителот на барањето дека ќе донесе одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозволата за телевизиско емитување на државно ниво по завршување на изборниот процес, односно по конституирање на новата влада. Во тек е постапка за донесување одлука за објавување на конкурс за доделување на дозвола на радио на емитување на програмски сервис на локално ниво за подрачјето на општина Кривогаштани. Во ова тромесечие судото донесе една одлука за промена на собственичката структура на регионалната станица Радио Арачина. Во рамките на меѓународната соработка, надлежниот представник од службите на НАТО за досието на Република Македонија, господинот Лори Вокер, заедно со МАП тимот на НАТО на експертско ниво, беше во работна посета на агенцијата. Состанокот се однесуваше на изборното законодавство, сходена пред избори, односно улогата на Привремената комисија за следење на медиумското представување, релациите помеѓу Советот на агенцијата и Привремената комисија, начинот на одлучување на Привремената комисија, како и причините поради кои опоменатите одредени медиуми согласно поради кои се опоменати одредени медиуми согласно 10-дневните извештаи од мониторингот. Посетата беше во насока на проценка на степенот на реализација на активностите и целите презентирани во годишната национална програма за членство на Република Македонија во НАТО за 2015-2016 година. Во месец октомври во просториите на агенцијата беше остварена билатерална средба со амбасадорот на делегацијата на Европската Унија, господин Самуел Жбогар, и официјално беше пуштена во употреба новата опрема за мониторинг на медиумските содржини. Со овој завршен настан се заокружи проектот ИПА 2011 наставен како обезбедување опрема за мониторинг на медиумските содржини, што ги врши Агенцијата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги. Во месец октомври агенцијата ја изработи анализата за структура на вработените во аудио и аудиовизуалната медиумска индустрија во 2015 година, во која се представени податоците за вработените со аспект на работните места, статусот, полот, образованието и етничката припадност. Агенцијата ги изработи истражувањата за застапеноста на родот во медиумите во 2016 година и истражувањето телевизијата и лицата со сексуална попреченост, понуди и потреби. Изработена е студија за утврдување на оправданост за објавување јавен конкурс за доделување на дозвола за емитување на локално ниво на подрачје на општина Кривогаштани по барање за добивање на дозвола за локална радиостаница на подрачјето на општина Кривогаштани, доставено во септември. Постапката за донесување одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво за ова подрачје во тек. Минатиот месец, Агенцијата до Министерството за труд и социјална политика го достави својот придонес кон 6-тиот периодичен извештај на Република Македонија по Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација на жената. Прилогот содржи информација за сите активности што ги спровела Агенцијата во периодот 2013-2016 година до 2016 година на полето админување на родовите стереотипи во медиумите. Агенцијата настојува да реализира и низа активности посветени на застапеноста на родот во медиумите, за кои што неколку години поред спроведува истражување.
Деновиве на нашата веб страна ги објавивме годинашните истражувања за родовите прашања, направени на примерок од вести и реклами, емитувани на телевизиските програмски сервиси на државно ниво во април и мај 2016 година. А денес, резултатите од овие истражувања ќе ги презентира Марина Трајкова, која учествуваше и во подготовката на истите. Повелете, Марина. Како што рековме, истражувањето е поврзано со родот, медиумите и нивното представување. Најпрво ќе започнем со целите на истражувањето. Целта на истражувањето е да одговори на тоа дали постои поместување во односот на медиумските професионалци кон темите кои што треба да бидат третирани и обработени од родов аспект. Дали ги препознаваат, дали уредништвото и професионалните новинари ги препознаваат овие теми во општеството, дали во која мера уредничкиот и новинарскиот кадар како извори на информации и експертиза ги користи женските знаења и искуства, дали се прават обиди и напори за избегнување на стереотипите, како кај авторите на прилозите, така и кај соговорниците, каков говор се користи во овие прилози и во ваквото третирање на темите и слично. За да се согледа целокупната медиумска слика која што е поврзана со оваа тематика, анализата од оваа година се базира на третманот на родовите прашања и темите поврзани со родовата еднаквост во дневно-информативните емисии кај телевизиите со најголема гледаност, на телевизиските сервиси на национално ниво и тоа. Првиот програмски сервис на јавниот радиодифузен сервис МРТ-1, ТВ Алфат М, ТВ Алфа, ТВ Канал 5, ТВ Сител и ТВ Телма. Временскиот период од кој е составен 7-дневниот примерок за секоја телевизиите произлегува од седмиците помеѓу 15 април и 15 мај 2016 година. Поточно, анализираната седмица методолошки е формирана од 18 април понеделник, 3 мај вторник, 11 мај среда, 28 април четврток, 15 април петок, 23 април сабота и 8 мај недела. Односно, од секоја ТВ станица се анализирани централните дневно-информативни емисии, емитувани во текот на овие денови, и тоа на МРТ-1 дневникот 2 во 19:30 часот и спортските вести, ТВ Алфат М вестите на македонски јазик во 22 часот, ТВ Алфа вестите во 17 часот и 30 минути и вестите од спортот, ТВ Канал 5 дневникот во 18 часот, ТВ Сител дневникот во 19 часот и бизнис вестите, и Телма вестите во 18 часот и 30 минути и спортот. Во истражувањето секој прилог кој што беше прикажан во дневно-информативните програми од избраниот примерок, поединечно обработен и анализиран и одговарано на прашања содржани во претходно подготвен прашалник за анализа, кој што ваќе е дизајниран да дава одговори на родово чувствителните индикатори за медиумите на УНЕСКО, кои се однесуваат на родовото портретирање во медиумските содржини. Родовата анализа на дневните вести на националните телевизии опфати вкупно 21 час, 16 минути и 13 секунди прилози, распределени во 42 дневно-информативни изданија. Во овој временски период, во дневните вести се презентирани вкупно 876 прилози. Од вкупното време, 5 минути и 7 секунди се распределени на прилози во кои се обработуваат родови прашања, односно во овој временски период се анализирани вкупно 2 прилози кои во себе содржат родова проблематика. Во овие 42 дневни изданија на вестите се јавуваат вкупно 823 соговорници, од кои што 621 се мажи, односно 75%, и 202 се жени, односно 25%. Бројот на прилози подготвен од новинарки е поголем од бројот на прилози чии автори се новинарите, односно 361 прилог е подготвен од новинарки, додека 197 од новинари, што, како и во претходните анализи, се покажа за несвесноста за важноста на актуализирањето на родовите теми и родови аспекти на темите, како и воопшто за ставот кон еднаквоста помеѓу жените и мажите, при тоа не зависи од полот на новинарскиот кадар. Како уредници пак на вестите,
вклучувајќи ги уредниците и на спортските вести и на бизнис вестите, забележително доминираат мажите, односно има 16 уредници и 8 уреднички, или процентуално покажано со односот е 67% насpreти 33%. Оно што е различно во оваа анализа, за разлика од анализите во претходните години, е поголемото присуство на информации за успесите на спортските женски тимови и информирањето за нив и за нивните успеси на ист начин како и за машките спортски тимови. Исто така во сите прилози поврзани со успесите за жените и женските тимови во спортот се забележува родово афирмативен јазик, што е важен момент во родовото сензитивизирање на медиумите и публиката во поглед на женскиот спорт, кој што би требало нормално и понатаму да се развива. Сега, со цел да се формира целосна слика за начинот на кој што родовите прашања се третирани во медиумите, беше одлучено во посебна целина да бидат издвоени теми за кои што медиумите во текот на анализираниот период известуваа во форма на настани и прилози, кои што имаат поврзаност со родовите прашања и кои што се случија во деновите опфатени со анализата. Станува збор за прилози кои што се посветени на работата на специјалното јавно обвинителство, неговото одделно представување, како и представување поврзано со смртта на Коста Крпач. Вториот настан се однесува на верскиот празник Великден, обичаите и традициите во врска со празникот прикажани во медиумите. Третиот настан, кој е единствено обработен од родов аспект во некој од медиумите, е спортскиот маратон во 2016 година. Во врска со прилозите кои што известуваа за работата на специјалното јавно обвинителство, интересно беше да се разгледа начинот на кој што тие се анализирани од страна на медиумите, посебно затоа што начело на специјалното јавно обвинителство стои жена која што извршува значајна функција и предводи тим на обвинители и обвинителки и институција која што ја доделена една од клучните улоги во актуелните општествено-политички случувања во Република Македонија. За разлика од минатата година, овој пат анализираните прилози се концентрирани на работата на специјалното јавно обвинителство и реакциите во врска со тоа, а не на личноста или на мажите кои што ја предложила и ја избрала за таа функција. Чисто како споредба, вестите и извештаите од 2015 година, чии автори и авторки во најголем дел се мача што требаше во женски род да се известат за една функција која што очигледно важна, или ги дава основните податоци за Јанева, која беше непозната за јавноста во тој момент, или говореа за улогата на политичарите или лидерите на партиите во низиниот избор. Вториот случај, како што реков, кој што беше разгледуван, е поврзан со празникот Великден, односно 28 април, кој што влегува во анализата, се поклопи советскиот празник Велики четврток и се појавува и прилози кои што беа поврзани со овој празник, односно за информирањето на граѓаните и граѓанките во врска со празникот. Од анализираните прилози на оваа тематика се забележува патриархалното позиционирање на жената во домот и во општеството, односно традиционално представување на родовите улоги во медиумите. Се нагласува улогата на жената како домакинка која што има задолжително обврска да бојадисува јајца по повод празникот. Во ваквите моменти на жената се гледа како на супруга која што треба да се грижи за домот и семејството. Ваквото позиционирање на жените прикажува всушност и реалната слика на родовата рамноправност во земјата и улогата на жената во општеството. Сликовит пример за тоа како различните медиуми различно третираат одредени прашања кои што се случуваат општествено е случајот со Скопскиот маратон 2016 година и герила акцијата за поддршка на родовата рамноправност во рамките на маратонот, дури со присуство на координаторката на Обединените нации во земјата. Имено, во врска со овој настан, различни медиуми на 8 мај известуваат на различен начин и истакнуваат различни аспекти од настанот. Единствен медиум кој презентира посебен прилог за оваа герила акција е МРТ-1. Насловот на прилогот гласи поддршка за родовата еднаквост. Иако се работи за уредничка политика, сепак треба да забележи дека поголемиот дел од уредниците или медиумите не ја виделе потребата да известат за активности кои што се поврзани со прашањето на родовата рамноправност, иако се работи за една необична интервенција на еден настан кој редовно привлекува внимание.
Дури ниту кога да се акцентира значењето на темата или присуството на координаторката на Обединетите нации. Од сево ова извоевме неколку клучни наоди или заклучоци. Значи, забележува дека темите кои што може да бидат обработувани од родов аспект не се препознаваат од радиодифузерите и лицата професионално ангажирани во нив. Родовите прашања и проблемите, како што можеме да забележиме, имаат ниско ниво на застапеност во дневно-информативните изданија. Се забележува дека иако во обработката на одредени теми може да се вметне родовиот аспект, уредништвото одлучува да не го стави акцентот на родовата проблематика. Иако се забележува поголемо присуство на новинарките во медиумите, не се забележува позитивен тренд во однос на третманот на родот од страна на медиумите. Бројот на соговорници во анализираните прилози е драстично поголем од бројот на соговорнички. Тоа може да се забележи на дневно ниво. Мажите носители на високи јавни функции најчесто се појавуваат во различни прилози на ниво на дневните изданија на вестите и тоа најчесто во улога на соговорници. И продолжува трендот на употреба на машкиот граматички род во представувањето на професиите и функциите, како на жените професионално ангажирани во медиумите, така и на жените кои што се во улога на соговорнички во вестите. Преуѓаме на рекламните спотови. Значи, примерокот за истражувањето се состои од купно 30 рекламни спотови. Беше оформен преку следење на програмите на телевизиите на национално ниво, кои емитуваат програма преку дигитален терестријален мултиплекс, односно МРТ1, Алфа-Тем, Алфа, Канал 5, Цител и Телма, прикажани во текот модерното време во периодот од 15 април до 15 мај 2016 година. Во истражувањето, како методолошка мерка, беше примената анализа на содржината, така што секој рекламен спот беше посебно подложен на анализа и на тој начин беа добиени одговори на структуриран прашалник, исто како што беше во случајот со дневниците, и одговара на родово чувствителните индикатори за медиумите на УНЕСКО, кои се однесуваат на родовото портретирање во медиумските содржини. Од вкупниот број рекламни спотови, 19 рекламни спотови се насочени кон светскиот пазар, додека 11 беа насочени кон регионалниот пазар и Македонија. Во 30 рекламни спотови евиденцирани се вкупно 202 субјекти, од нив 63 се мажи, 64 се мажи, 63 се жени, 46 момчиња и 29 девојчиња. Во рекламните спотови наменати за светскиот и регионалниот, односно домашниот пазар, соодносот е следниот. 35 жени се присутни во рекламите наменати за светскиот пазар, 28 во оние наменати за регионалниот или домашниот пазар. 30 мажи се забележани во рекламите за светскиот пазар, додека 34 во оние наменати за регионалниот, односно домашниот пазар. Визуелната застапеност на момчињата и девојчињата прикажана низ бројки е следната. 12 момчиња и 5 девојчиња се присутни во рекламите за светскиот пазар, додека 34 момчиња и 24 девојчиња во рекламните спотови за регионалниот, односно домашниот пазар. Се покажа дека најзастапена група во рекламите се мажите од 31 до 45 години, односно 52 мажи. По нив градуваат лица од тинејџерска возраст и тоа момчињата, вкупно 46. Следната група се жените од 31 до 45 годишна возраст, 39 жени, а по нив девојчињата вкупно 29. Во категоријата од 18 до 30 години жените доминираат, има вкупно 12 жени и 5 мажи. Во групата во која спаѓаат личности над 45 годишна возраст, приближно исто се присутни и мажите и жените, односно има вкупно 7 мажи и 9 жени. Во однос на субјектите чии што гласови се слушаат во рекламните спотови, анализата покажа дека од 63 присутни жени се слушаат гласови на 11, додека од вкупно 64 мажи вербално се изразуваат 6, од 46 момчиња гласовно се присутни 2, а 29 девојчиња вербално се изразуваат 2 девојчиња. Во овој анализиран примерок има вкупно 21 наратор на рекламните спотови и 8 рекламни спотови во кои што нема присуство
на глас кој што промовира рекламата. Како нараторки се јавуваат вкупно 9 жени, и тоа во рекламите за светскиот пазар. Гласовите на мажите се повеќе застапени од жените, односно вкупно има 12 наратори, и тоа во рекламите наменати за регионалниот пазар. Во поглед на односот кон родот и кон родовите улоги, има 15 реклами во кои што постои патриархален или традиционален однос кон родовата еднаквост, од кои 8 се наменати за домашниот или регионалниот пазар, а 7 за светскиот пазар. Афирмативен однос е присутен во 7 реклами, од кои што 4 се наменати за светскиот пазар, додека 3 за регионалниот и домашниот. Неутрален однос кон родот се среќава во 3 реклами наменати за светскиот пазар. Во една реклама има стереотипно представување на родовите улоги, намената за светскиот пазар, и 4 рекламни спотови наменати за светскиот пазар, вклучуваат теми кои што се поврзани со сексуалноста. Од анализата на рекламните спотови, исто така беа извадени следните заклучоци. Изедначеноста во присуството на жените и мажите во својство на главни ликови е карактеристична за анализираните рекламни спотови во 2016 година, со истовремено забележително присуство на девојчиња и момчиња во нив. Меѓутоа, нивната улога во рекламните спотови е најчесто на дополнување на некоја семена атмосфера или асоцирање на семена традиционална атмосфера. Жените кои заземаат клучното место во рекламите, што се наменати за производи наменати исклучиво за жените, но и во оние кои прикажуваат производи што ги користат и останатите категории на потрошувачи. Забележително дека жените, и кога имаат неутрална улога во рекламните спотови, содржината, нарацијата и приказната на самиот рекламен спот која што го следи спотот, се одлучува да има афирмативен однос кон родовата еднаквост и традиционалното представување на родовите улоги е најчесто при рекламирањето на прехранбени продукти, средства за чистење на домот, како и во рекламите кои што се наменати за децата. Благодарам. Благодарам, Марина. Агенцијата настојува на различни начини да помогне светот за медиумската писменост во Република Македонија и да предојдат на разбирањето на медиумската писменост за граѓани со оглед на возраст. Океј. Агенцијата и приоѓа на медиумската писменост не само од гледна точка на пристапот на граѓаните до медиумите, туку и од аспект на развојот на критичкото разбирање на медиумските содржини и креирањето комуникации во различни контексти. Новите активности на агенцијата, кои се во насока на развој на медиумската писменост во Република Македонија, ќе ги образложи колешката Емилија Петреска Камењарова, раководителка на Оделението за човекови права и медиумска писменост, а ќе можеме да го погледнеме и вториот спот за медиумска писменост за свесноста. Поведете, колешки. Добро, во текот на оваа година, во оној период кога не се занимававме со мониторинг на изборното медиумско представување, се потрудивме да ги оствариме сите други обврски кои што си ги имавме преземено како институција, нели согласно програмата за работа. Она што денеска всушност го презентираме во овие 3 презентации кои што имате можност да ги гледате, се аспекти, различни аспекти на медиумската писменост. Значи сето она што годинава го направивме со цел да ја оствариме нашата обврска од членот 26 од Законот за аудиовизуални медиумски услуги, односно обврската да го поттикнуваме развојот на медиумската писменост во Македонија. Знаете, минатата година усвоивме програма, таа е 3-годишна програма и од она што го предвидовме за програма за стикнување на медиумската писменост во Република Македонија и од она што го предвидовме за годинава, направивме неколку работи. Едната е го прилагодивме вториот спот на Европската асоциација за интересите на гледачите или ЕАВИ за
публиката во Македонија, во смисла го преведовме на македонски јазик и наскоро ќе можеме да го видиме и веќе од утре ние ќе се вратиме до сите радиодифузери, односно сите телевизии, за да го емитуваат овој спот, остварувајќи ја од една страна јавниот радиодифузен сервис својата обврска, а од друга страна комерцијалните радиодифузери својата, да кажеме, искажувајќи својата свесност за важноста на прашањето за развојот и поттикнувањето на медиумската писменост. Исто така, во текот на ова моје обраќање ќе имаме можност, ќе имате можност за еден прв поглед во резултатите од конечно изработеното истражување за нивото на медиумска писменост кај возрастната популација во Република Македонија, значи од и над 16 години. Мислам дека од оние работи кои што ги направивме годинава вредно да се спомене и тоа дека оваа година за прв пат имавме собствен представник, односно наш колега, во функција на наблюдувач на состанокот на експертската група на Европската комисија за медиумската писменост кој што се одржа во Брисел во текот на претходниот месец. Значи, како што реков, сето она што денеска го гледаме, освен првиот извештај кај што директорот нели поднесе квартален извештај, меѓутоа другиве три презентации се однесуваат на аспекти на медиумската писменост. Една од нив значи е прашањето на родот и надминувањето на родовите стереотипи, другата која што ќе презентира подоцна колегата Сашо Богдановски е прашањето на пристапот до медиумите за лицата со сетилна попреченост, затоа што всушност еден од аспектите на медиумската писменост е и нашиот пристап на сите, еднакво на сите граѓани во Република Македонија до медиумската писменост. Но да не должам да видиме на почеток она што ќе можете дел од она што ќе можете веќе од утре да го видите на македонската телевизија. Значи, еден краток увид во она што се надеваме медиумите ќе покажат интерес и свесност да го емитуваат во наредниот период. Дали навистина медиумите се толку моćни кога станува збор за влијанието кој што ги имаат во публиката, ќе ни покажат овие неколку резултати кои што ги избрав да ги презентирам денеска од истражувањето на нивото на медиумска писменост кај возрастната популација во Република Македонија. И тие се концентрирани на два од аспектите на медиумската писменост, тоа се критичкото читање од една страна и од друга страна активност учество на граѓаните во политичките и демократските процеси во Република Македонија. Значи, едно од прашањето кои што ги поставивме на граѓаните, односно агенцијата Таргет комуникација која што беше избрана на јавна набавка, ги постави во наше име врз основа на прашалник кој што беше изработен во рамките на проектот поддржан од Европската комисија преку ИПА-ТАИП 2009 и во кој што овој прашалник беше изработен од страна на доктор Снежана Трпевска како клучен експерт на тој проект. Значи, ги прашавме граѓаните дали медиумите различно информираат за исти настани. Овде ви го презентирам само одговорот кој што го дадоа за телевизиите, како што можете да видите, еден голем дел од граѓаните, 62, односно речиси 63%, сметаат дека често им се случува на телевизиите да емитуваат различно за настаните, за исти настани, а речиси 23% сметаат дека тоа понекогаш им се случува.
Сега, потоа ги прашавме кога ќе видат дека постојат такви различни информации од различни медиуми, што прават за да видат во што всушност се состои веста, односно кои аспекти од информирањето се повторуваат можеби на повеќе медиуми, односно кои аспекти се точни. Значи, ги прашавме дали можеби ги отфрлаат или ги игнорираат сите објавени информации за тој настан и пола се рече си поделени граѓаните, половината ги отфрлаат сите информации, половината не ги отфрлаат информациите, туку ги земаат сите информации кои што ќе дадат предвид. Интересен е одговорот што го добивме на прашањето кога ме понудивме опцијата дали прифаќаат дел од содржината на прилозите за еден ист настан кои што се објавени на различните медиуми кои што ги консултирале и мислам дека охрабрувачкиот аспект на медиумската, на нивото на медиумска писменост е фактот дека речи се 63% рекле дека прифаќаат дел од повеќе, од содржините на повеќе медиуми, што значи консултираат повеќе медиуми и изградуваат своја слика за тоа како всушност е информирано за тој настан и во што е суштината на настанот. Исто така, за да бидеме сигурни нели во тоа што значат податоците кои што сме ги добиле на овој претходниот одговор, контролно прашање беше дали најчесто ги прифаќате информациите од еден извор. 74,66, односно без малку 75% од граѓаните одговориле дека не ги прифаќаат информациите само од еден извор. Значи, имаме потврда дека граѓаните консултираат повеќе извори со цел да дојдат до некаква вистинска информација за тоа што всушност се информира и што всушност се случило. Што мислам дека е охрабрувачки податок за тоа какво е нивото на медиумска писменост кај граѓаните. Ова е, како што знаете, делот од вас кои што се занимаваат со медиумска писменост, всушност и првото истражување за тоа какво е нивото на писменост, на медиумската писменост кај граѓаните во Република Македонија и овие податоци се сите интересни од тој аспект. Исто така, од аспект на нели сето она што досега ви го презентирав беше за прашањето на критичкото читање на медиумите од страна на медиумите, на граѓаните. Последниот слайд се однесува на аспектот на активното учество на граѓаните. Значи ги прашавме дали го споделуваат своето сознание со граѓанското здружение или со некој граѓанско здружение или со јавна институција. 69% одговориле дека не го прават. Тоа што значи дека голем дел од населението на Република Македонија, возрастното население над 16 години, иако е свесно за тоа дека постојат разлики во известувањето меѓу медиумите за тоа што всушност се случило и кои се настаните, не се подготвени и активно учествуваат во граѓанските процеси. За денеска само толку, ние во јануари идната година ќе организираме посебен настан, посебен состанок кој што ќе биде посветен специјално на медиумската писменост и на кој што ќе бидат презентирани сите одговори кои што беа добиени на прашањето, односно сите податоци за тоа какво е нивото на медиумска писменост кај возрастната популација во Македонија. Денеска, велам, се одлучивме само вака накусо, чисто да видите дека да, навистина истражувањето изработено и веќе од утре ќе можете и да го видите на нашата веб страница во делот за посебниот банер за медиумска писменост. Некаде во јануари, освен овие збирни податоци кои што се содржат во истражувањето што сега го објавиме, планираме да објавиме и целосната база на податоци, значи со раздробени информации по сите демографски карактеристики на примерот кој што беше истражуван, бидејќи сметаме дека е тоа најсоодветниот начин како да помогнеме за да го поттикнеме, нели да ги поттикнеме другите истражувања во сферата на медиумската писменост во Република Македонија, што е една од нашите улоги. Благодарам. Благодарам, колешка Камењарова. Како дел од активностите предвидени со 3-годишната програма за обезбедување достапност до медиумите на лицата со сетилна попреченост, донесена во 2015 година, агенцијата го заврши истражувањето телевизијата и лицата со сетилна попреченост, понуди и потреби. Истражувањето е сублимат на одговорите од прашалникот испратен до сите ТВ сервиси за тоа колкава и каква е понудата на телевизиска програма наменета за лица со сетилна попреченост
и интервјуата со представници на организациите кои ги представуваат луѓето со оштетен вид и слух и со други релевантни организации. Резултатите од ова истражување денес ќе ги презентира колегата Сашо Богдановски, виш соработник во Оделението за човекови права и медиумска писменост. Поведете, колега. Уште минатата година агенцијата усвои програма за пристапот на лицата со попреченост на програмите на радиодифузерите и ова е прва од тие активности кои што одат во линија на споведување на таа програма. Ова е првично истражување и во него се задржани повеќе различни аспекти. Првиот аспект е опфаќање на представувањето на целата популација со хендикеп и нејзиното представување во медиумите. Вториот аспект беше понудата на радиодифузерите за лицата со сетилна попреченост и самото истражување всушност ни го покажа фокусот на нашиот интерес, односно телевизијата како доминантен медиум и нејзината пристапност пред се за лицата наглуви или глуви. Со оглед на тоа дека во истражувањето одговорите на прашалникот добивме многу мал одзив од самите радиодифузери и по подсетувањата, моравме да комбинираме различни методи на да дојдеме до по-голем број на сознанија. Па така, користевме структурирани интервјуа со представниците на сојузите на лицата со оштетен слух и лицата со оштетен вид, самите резултати од прашалниците, како и наши сознанија од мониторингот на програмите, исто така и од печатот и од интернет. Со оглед на тоа дека дури за формирање на бројката на која популација се однесува ова, бидејќи сепак ние имаме еден, да кажеме, значаен недостаток во било кој истражување, а тоа е дека имаме долг временски период во кој што немаме проведено цензус на населението, не можеме да зборуваме со конкретни бројки. Сепак, од сите оние истражувања кои за своји потреби ги прават некои од, да речеме, главните носители на истражувања од овој тип, како Обединетите нации или ОПСЕ или пак Светската здравствена организација, може да земеме една неофицијална бројка дека 10% од популацијата има некаков вид на попреченост. Оваа бројка не е фиксна и таа со текот на годините и возраста може да се зголемува. За тоа дека оваа тема не секогаш е, да кажеме, сувопарна, зборува еден прилог што го одвоив од CNN, што го има забележано за начинот како некој телевизии, во случајот јавниот сервис во Шведска, се обидел да ги преведува, односно да ги представи дури музичките програми за лица со оштетен слух. Јас ќе се обидам да го прикажам ова. Краток е прилогот, меѓутоа се смета дека кога тоа е добро направено, може да биде Gee, how does it feel to be probably going to say that
Јас се извинувам, малку. Што да ја исклучиме? Презентацијата? Исклучи презентацијата најдобро. Мислам да исклучи презентацијата ке... Дискусија, презентацијата на првите крајче. Слушате как презентацијата. Да. Се работи за тоа дека и она што се сметаше, например, програма дека не може да биде интерпретирана, сепак со користење на говорот на телото, со користење на меѓународниот знаковен јазик, може дури да биде интерпретирана и музичка програма, па дури да биде интересна и за луѓето кои што немаат хендикеп. Од CNN му виделе пак и направиле посебен прилог за тоа и дека во многу ситуации дури самите преведувачи на гестов говор може да бидат дури поинтересни од презентерите, од оригиналните презентери. Ова е краток прилог, 2 минути, предлагам да го видите целиот. Значи ни направи мали проблеми, но тоа е тоа што сакав да ви го покажам како илустративен материјал од најдобрите примери кои што заслужуваат нели да бидат исследени. Истражувањето нормално дека има, јас ќе се обидам да видам што е можно пократок и да ги презентирам само клучните работи. Законот кај нас пропишува обврски само за јавниот сервис, и тоа е членот 110 од Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, кои се однесуваат за лицата со сетилна попреченост. Направивме скен на ситуацијата од последните години, која што имаме во врска со програмите. Македонската телевизија, првата програма, емитува специјално дизајнирани вести кои што се емитуваат од 15 часот, поранешниот термин беше од 17, со превод на знаковен јазик. После 2 емисии, специјализирана програма за лица со попреченост, Светиот ангел и Светот на тишината. Потоа магазинот од наш агол, која е информативна програма, која што исто така често се преведува со толковен јазик. Меѓутоа имаме и една интересна пракса, која што е одбележана и во еден извештај на Европската комисија како позитивен пример, а тоа е Радио Скопје и Националната библиотека Свети Климент Охридски имаат проект за изработка на 400 аудиокниги за лицата со оштетен вид. Покрај ова на Канал 103 се емитува и свирачиња,
емисија која што ја води лице со, да кажеме, целебрална парализа и може би е еден од ретките такви примери. И мораме да кажеме дека исто така во истражувањето се набележани и обврските кои што ги имаше посебните обврски македонската радиотелевизија во време на предизборната кампања, а се однесуваат на информирање на лицата со попреченост. Од нашиот мониторинг имаме резултатите и таа одговори на она што беа обврски пропишани со изборниот законник. На програмите на комерцијалните радиодифузери, најдолга традиција на оваков вид на програма има ТВМ од Охрид. Таа веќе 7 година обезбедува практично толкување на централниот дневник. Како програмата е насловена информација за секого без предрасуди. Покрај тоа забележана е емисија која што сега веќе 2 сезони се емитуваше на ТВ24 Вести, отворено. Првите 2 сезони беа со новинарката Лидија Јанчевска-Христова, сега имаме ново продолжение со Младен Чадиковски. Има и една програма на интернет базирано радио, МОВ, Јас сум Цеко, како прва програма на лице со Даунов синдром. Интересни беа наодите, ги има многу повеќе во самото истражување. Јас одвоив само некој од нив. Од разговорите што ги имавме со Сојузот на слепите и лицата со оштетен вид. Например, побарано е да се овозможи фиксна позиција на каналите во понудата, особено на операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи. Она што ние го имаме како можност до сега е дека можеме на некој начин да влијаеме на распоредот на каналите во терестријалните мултиплекси, меѓутоа не и во распоредот на каналите кои го имаат јавните комуникацијски мрежи, меѓутоа е една од сугестиите кои што можеме да исто така да провоцираме разговор и да побараме да се уреди. Потоа дека програмите наменети за лица со сетилна попреченост не го решаваат проблемот на инклузија, дека во најголем дел од случаи проблемот поврзан со овакви програми е сепак едно поинакво ниво на свест и на кое што треба да се влијае. Понатаму ни беа посочени некои конкретни програми во кои што телевизиите употребуваат графика, а не ги соопштуваат истите работи говорно или аудитивно, и тие не можат да бидат дел од програмата која што ја примаат лицата со оштетен вид. Па така, многу често се случува временската прогноза, која што е многу битна, едноставно да не биде присутна, односно програма која што лицата со оштетен вид може да ја проследи. Радиото се смета за традиционален медиум кој што е погоден за лицата со оштетен вид, меѓутоа видовите на програми кои што сега се актуелни не овозможуваат звучна слика како што тоа го правеле програмите на радиото во минатото. Многу помалку радиските програми ја користат звучната слика. Емисиите кои што портретираат лица со попреченост, ова е генерален заклучок од двете групи со кои што водевме разговор, е дека емисиите треба да ги истакнуваат можностите, а не ограничувањата на лицата со посебни потреби.
И имаме апел активностите кои што ги организираат да бидат почесто следени. Затоа што навистина оваа група на наши сограѓани наоѓа дека е на некој начин изолирана од присуството во медиумите. Дел од заклучоците кои што го имавме со Сојузот на глуви и наглови лица е истовремено да се користат знаковниот јазик и титлувањето на програмите, доколку е тоа можно. На знаковен јазик да се проведуваат што е можно повеќе програми, вести, информативна програма, документарни образовни програми, временската прогноза, спортски програми, сервисни информации. Програмите кои се наменети за оваа категорија на гледачи да бидат распоредени во вечерните термини, бидејќи во сегашните термини тие им се недостапни. Особено ова важи за стариот термин на вестите. Исто така е побарано, доколку е можно, а ова е исто така поврзано со нивото на свеста на самите реализатори на програмата, толкувачот да не биде позициониран во мало квадратче на телевизискиот екран, туку да има поголемо негово присуство, за да можат и они кои што, например, не може да го видат, односно, и самите тие лица со текот на времето се подложни да изгубат дел од сензорните чувства, да можат јасно да го видат полковниот говор на екран. Исто така како посебен проблем истекнате проблемот на достапност на емисиите за најмладата публика, односно за децата. Од прашалниците може да се одвојат 3 категории на прашања на кои што добивме одговори. Од радиодифузерите за нивната понуда. Првото се однесува на последните 2 години и поголемиот дел од радиодифузерите одговориле дека не располагаат со финансиски можности однос за изработка на специализирани програми, а дека во државата не се обезбедени специализирани фондови за оваа намена. Исто така, голем проблем е кадровскиот, малиот број на вработени и недостигот кадар кој е обучен да ги презентира програмите на толковен јазик, меѓутоа и немањето технички услови, кај голем дел од радиодифузерите утврдивме дека не поседуваат опрема за титлување, например. Втората категорија е прашање е дали имаат намера во догледно време да обезбедат вакви програми или својата досегашна продукција да ја направат прилагодена за лицата со посебни потреби. Се соочивме со слични одговори како на првите прашања. Во третиот блок прашање кој што се однесува на тоа каков начин на преведување на програмите се користи, забележано е дека она што традиционално беше титлување на програмите, сега е заменето со синхронизација, што особено важи за популарните серии од турско производство. Но дека многу, односно не забележавме никој не одговори потврдно дека истовремено користи синхронизација и титлување на програмите, што е исто така дел од можеби прашањата кои што бараат малку поинаков пристап и поинаква свест за ова. Исто така дека овој дел од преведувањето на програмите не го прават самите радиодифузери, туку тој се базира исклучиво речиси на понудата што ја имаат од продуцентите и од дистрибутерите на програми.
сите овие, значи, сознанија кои што ги добивме, успеавме да извлечеме клучни наоди, кои се однесуваат на тоа дека агенцијата и понатаму треба да ги следи активностите, особено на ЕРГА и особено на втората подгрупа, која што, морам да кажам дека е нашево истражување, се одвиваше истовремено со она што го прави ЕРГА и тие излегоа со еден нацрт свој извештај на истражувањето, па на таа линија сакам да кажам дека и агенцијата и ЕРГА имаат истовремено активности што е секако за одбележување. Би требало да се следат особено истражувањата што ги работи ЕРГА, затоа што се предвидува тие да станат и дел од заедничка акција што ќе има заедно со Европската комисија понатаму. Понатаму дека пожелно е агенцијата да се вклучи во изработка или да поттикне изработка на корегулацијски акт со кој што ќе се регулираат прашањата на пристапност на програмите со радиодифузерите и истовремено таа може да го наблюдува тој процес. Понатаму, од јавниот сервис како прво барање и упатено тоа да се овозможи во ударните термини програма за лицата со повреченост. Ако не, барем како прва мерка да се врати стариот термин во 17 часот на вестите. Понатаму, една од забелешките е дека програмите кои што се финансираат од буџетот на Република Македонија во смисла на членот 92 од Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, би можеле да се од тие средства, односно од таа програма, би можело да се обезбедат средства за прилагодување на програмите на радиодифузерите. Меѓутоа, исто така дека за поголемиот дел од отстранувањето на бариерите, потребна е промена кај свеста, кај самите реализатори на програмата и кај самите радиодифузери. Исто така, веќе споменав, едно од барањата беше да се обезбеди фиксна позиција од операторите на комуникацијските мрежи и да се зголеми достапноста на детските програми, особено образовните и забавни. Тоа се клучните наоди што ги имаме, подетално, значи целата анализа ќе биде достапна на нашата веб страница и ќе можете подетално да се информирате за неја. Благодарам. Благодарам, колега Богдановски. Доста зборувавме ние. Од продолжение следува панел дискусија на која што вие можете да кажете ваши размислувања поврзани со денешните презентации или да поставите прашања од делокругот на работењето на агенцијата на кој се надеваме дека ќе ви дадеме. Има некој за дискусија или прашање? Да, повелете. Славчо Димитров, коалиција сексуални здравствени права на маргинализираните заедници. Прво сакам да ви честитам, ова е очигледно пример за тоа дека сте една од ретките институции која што во држава работи како што треба. Второ сакам да кажам дека конечно замина камерманите, па можеме ко луѓе да се слушнеме и да комуницираме, што сведочи за еден друг тип на медиумска писменост и култура. Моето прашање се однесува на две работи. Првото околу истражувањето за родовата застапеност во медиумите. Марина, ако добро слушнав, кажа дека во една само од рекламите се среќава патриархално и стереотипно представување. Посебно ме интересира во тој дел каде што ги броевте субјектите кои што се јавуваат во рекламите, особено како наратори, кој тип на реклами и во каква позиција и улога е тој субјект. За последново истражување, дали постои, ако постои, каква е моменталната законска регулација за обврската на радиодифузерите кога станува збор за лицата со сетилна попреченост?
И конечно, дали како еден од предлозите иницијатива која што може да се покрене е да се обезбеди задолжителна законска врска за радиодифузерите, па нека мислат како ќе си го обезбедат потребниот технички капацитет за да го направат. Тоа мислам, не може да немаме детски емисии во кои што дечињата со оштетен слух или вид не можат да бидат дел од една јавна сфера и да имат каква и да било комуникација. Мислам, медиумите нека си го решат проблемот, тоа не е едноставно прашање на сентиментално решение. И само сакам да ја поздравам јавно овде пред сите вашата иницијатива, затоа и кажав на почетокот за извештајот кој што го направивте исто пред неколку месеци, а тоа е за загрижувачкиот хомофобичен говор кој што се разбира најде после на таа брука од незаконски полуписмена реакција од Комисијата за заштита од дискриминација, меѓутоа исто и за тоа сакам да ве поздравам јавно. Вака, во поглед на прашањето, најпрво има 15 реклам, од скупно 30, 15 рекламни спотови, се со патриархален однос кон родот. Најчесто се поврзани со продукти за децата, со продукти за лична хигиена, како и со продукти за домот. Од прашоци за перење и слично. И најчесто во тие реклами, најчесто како нараторки се јавуваат жени, додека во останатиот дел од рекламите се јавуваат мажи. Има вкупно 21 наратор, каде што 9 се жени, а 12 се мажи наратори. Најчесто се за автомобили, дури некогаш се јавуваат и во оние продукти кои што се наменати за жените. Или за сите, има и за мажи, има и категорија кои што се наменати за мажи и за жени. Тука се јавуваат мажите, меѓутоа жените најчесто се во улога на оние продукти за домот и за децата како нараторки. Законска обврска е пропишена само за јавниот сервис по моментов и посебни барања во време на изборна кампања исто така има од изборниот законник. Повторно за јавниот сервис да обезбеди програма за лицата со попреченост. Меѓутоа нема за комерцијалните радиодифузери. Меѓутоа секако, а и од ова истражување произлезе дека особено од сојузите на глувите и слепите на Република Македонија сметаат дека и покрај тоа што не постои обврска, дека токму оние националните радиодифузери имаат морална обврска да обезбедат такви програми. Инаку само едно надополнување, како што можевме да видиме на спотот кој што го пушти колегата Саша, значи тоа беше, ако не се лажам, реално шоу всушност, шоу на таленти кој што беше... Не? Евровизијата беше само, знам дека има и пример на реално шоу каде што така талентите, значи се насинхронизираат, толковно се представуваат. Освен тоа, она што особено можеше да се види е дека начинот на кој што беше визуелно решено, значи прашање само на свесност за тоа како ќе се реши изгледот на екранот е дека може да биде голем дел или па и половина и повеќе од екранот лицето кое што користи гестовен јазик, дека може да се најде место каде ќе се стави нели и текстот кој што ќе може да го прочитаат лицата кои што се глувили наглави за да може да добијат подобра информација за тоа зашто станува збор, односно многу често она што може да се направи и кај јавниот радиодифузен сервис е само да бидат свесни дека прво не се сите лица со попреченост невработени, па за да вестите им ги пуштаат во 15 часот. Значи, тие се луѓе кои што си имаат продуктивни животи, активни се во своите животи, треба да бидат така третирани, односно третирани еднакво како и сите ние други и да се има предвид дека и нивните, односно вестите што се за нив предвидени треба да бидат во подоцнежните периоди, а и ни за други програми нема зошто да не бидат преведени на знаковен јазик. Приоритетна работа да дополнам дека дигитализацијата од една, особено на телевизијата, нели? Од една страна е пречка, затоа што самиот екран всушност нуди многу можности, меѓутоа не за лицата со попреченост. Така да и кога има програми кои што се специјално наменети за нив, тие не може да ги користат затоа што сите команди се поврзани со служење на далечинскиот управувач и екранот, што за нив представува потешкотија.
Меѓутоа, не се истражени сите можности кои што пак од друга страна ги дава дигиталната телевизија. Дигиталната телевизија нуди можност истовремено со она условно нормална програма да се емитува дополнително титул, она што е титул со опис или пак аудио опис, или пак исто така да биде еден дел, незначителен дел од резолуцијата да се искористи токму за да се внесе, например, не знам, толкувач на гестовен говор. Тоа е едно од можностите. Не. Значи тоа е можност што ја има дигиталната телевизија сама по себе. Би треб... Да, како услуга. Да. Она што го видовме ние беше програма што ја гледаат сите за генералната публика. Значи импровизија во Шведска, во Да. Па добро, ние пред неколку години во акција, каде беше имавме сите номери беа на Евровизија представени со толковен речник, така што тоа и не, значи ова е само една од работите кои што веќе се случиле за да покажат, за да урнат едно табу дека глувите и на глувите не може да уживаат во музиката. Јавните настапи и концерти во Шведска во принцип се секогаш проследени со толкувач, со гестовен толкувач. Дали има други прашања? Обсирано, поведете Теменугова и потоа позади таму. Благодарам. Александра Теменугова од Висока школа за новинарство и за односи со јавност. Првин честитки за целиот тим кој што работел на ова истражување за медиумска писменост, бидејќи малкумината во Македонија на ваков начин ја третираат медиумската писменост, а конкретно посебно сум среќна, морам да го споделам уште на задоволството, бидејќи ова истражување ни дава една солидна основа на сите нас кои што се занимаваме со овие прашања, барем да имаме нешто од каде што би можеле да тргнеме за да истражуваме понатам. И сега јас со задоволство би го проследила настанот во јануари, кога ќе ги презентирате наудите од истражувањето. И колку што разбрав, ова истражување се однесува само на возрастната публика. И сега, оно што мене ме интересира и што мислам дека е исклучително важно е кога би можеле да очекуваме ваков тип на истражувања за оние најранливата публика, најмладите, за да видиме како тие ги перцепираат медиумите, бидејќи мислам дека тука лежи капиталот на секоја држава, за да знаеме колку имаме медиумска писмена млади. Да, јас сакам, ама моите се на други теми, нека... Благодарам, Иван Михайловски, Хелсински комитет. Јас би сакал оваа прилика да искористам за малку само да се дистанцирам од овие три теми, бидејќи сметам дека е добра прилика. Јас би честитал на овие презентации на агенцијата, би сакал да запрашам околу тоа дали агенцијата во својата работа веќе прави некоја структура за некоја идна регулација на социјалните медиуми, бидејќи ние знаеме, иако Македонија да е телевизијска и радио нација, со социјалните медиуми почна многу да се шират и зафаќаат голема публика, а на тие медиуми видовме некои навистина страшни информации, значи говорна омраза, особено према луѓето со различна сексуална ориентација, родов идентитет и на етничка основа, и мислам дека ова е сериозно прашање во кое што агенцијата во наредниот период на промени треба да се зафати и да каже некоја првична стратегија на некоја законска регулатива која ќе ги регулира и овие медиуми. Благодарам. Ние неколку пати кажавме дека минатата година кога
прв пат распишавме тендер за обезбедување агенција која што ќе го изработи истражување, требаше да се направат двете истражувања, бидејќи истовремено сметавме дека треба да се направи истражувањето за децата до 15 години, до таа возрастна група, да видиме како функционира кај нив аспектите на медиумската писменост. За жал се случи тоа што се случи, не ги добивме истражувањата, судски процеси, така натака, добро, било поминало. Затоа кога ќе биде ова истражување, не би можеле сега да кажеме, затоа што 2017 година повторно не очекуваат избори, а нам некако ни се врти целата наша работа, бидејќи во тие моменти кога имаме мониторинг избори, буквално на тоа максимум се концентрираме, но остануваме посветени на тоа дека мора да се истражи ова прашање и во првиот момент кога ќе имаме можност, ние тоа ќе го спроведеме, значи нема да заборавиме, напротив, ми останува како незавршена обврска. Значи, ако зборуваме за господинот од Хелсиншкиот комитет, значи ако зборуваме за социјални мрежи, ако мислите на Facebook, Twitter, ниту имаме намера, ниту имаме законска можност да правиме такво нешто. Ако станува збор за делот, ако мислевте за интернет порталите, тоа е веќе друг сегмент. Само тоа сакав да ја прашам, за да расчистиме зашто спрашувавте. Прашувам за еден план на работа на комисијата во наредниот период 2000. Светските трендови кои што ги регулираат медиумите, ова веќе дистинкција Facebook, Twitter, медиуми и така натака веќе се претопува. Сакав да прашам еве да речеме за како што викате вие за интернет порталите. Дали има некоја првична стратегија, бидејќи видовме дека баш на овие медиуми се случуваат најстрашните кршења на човековите права во Македонија. Добро, варете, значи на предходната седница Советот на агенцијата ја усвои програмата за работа за 2017 година. Во таа програма за работа и во финансискиот план е предвидено такво истражување со сериозна финансиска подршка, која ќе биде реализирана од реновирана надворешна куќа, која што ќе даде одговори на овие прашања кои што ги поставивте вие. Добро, јас имам две прашања. Значи, првото прашање се однесува на... Тука би сакал да чујам ваши ставови. Мислам едноставно ваши ставови, затоа што ова испаѓа дека според ова што гледам како се работи во Европа и во САД, ова испаѓа дека не е ни ваша надлежност. Значи, станува збор за лажните вести. Значи, пред 3 дена Американскиот конгрес донесе закон Портман-Марфи Act, значи каде што Конгресот се заложи за, не знам, креирање на координирана стратегија за одбрана на САД и сојузниците против пропагандата и дезинформациите од Русија, Кина и други, не знам, непријателски земји или, не знам, непријателски актери. Тука има грант програми, има, не знам, црпење на ресурси од нивните think tankoви и така натаму и така натаму. Значи, и ова е дел од нивната, не знам, национална одбрамбена програма. Во Европската Унија исто така постои таа East Stratcom Task Force, кој исто така се занимава со справување на лажни вести, која мониторира ширење на лажни вести низ цела ЕУ, издава 2 публикации, има своји дописници. Јај се ова туку почна више на ниво на цели држави. Германија основа центар за одбрана од лажни вести, буквално центар за одбрана од лажни вести, и тоа сето овие работи што ги кажувам сега се случуваат деновиве овие недели. И ова ќе биде под Министерството за внатрешни работи, ама мислам на Германија е лесно, затоа што само прес-офисот на Ангела Меркел има 750 вработени, така што не би било проблем, не име проблем нешто вака да направат. И идејата е што они се многу плашени да не им се случи како што им се случи во Америка на изборите со лажните вести, и да не е Русија тоа да не ги искористи изборите во Германија, повторно да се произведе, или некој било кој друг, да се произведе хиперпродукција на лажни вести кои би влијаеле врз изборите.
Истото се случува сега во Чешка и овој центар што вика специјализирана единица за против лажни вести. И ова е под Министерството за внатрешни во Чешка. И ово у Германија е под Министерство за внатрешни, и ова е под Министерство за внатрешни, Центар за борба против тероризам и хибридни закани. Значи ова е таа хибридна војна, нели? Дел од хибридната војна, каде што ќе работат 20 експерти. Сега во Чешка има, например, тамошниот евроатлантски think tank утврди дека има 35 проруски сајтови. Во Србија има 105 проруски сајтови. Некои се информативни, некои припаѓаат на граѓанскиот сектор. Голем дел од таа пропаганда, мислам голем дел, не голем дел, известен дел од таа пропаганда се прелева и кај нас. Значи, јас под ова овде што го гледам, не сум баш сигурен дека вие као агенција имате надлежност. Арнома би сакал да чујам, пошто многу работи се случуваат на ова ниво, а и работава стана многу сериозна. Мислам, не знам тоа дали го видовте. Испадна пред 3 дена, имаше закачка со нуклеарни бомби, буквално меѓу Министерството за одбрана на Пакистан и на Израел. Министерот за одбрана на Пакистан прочита лажна вест дека Министерството за одбрана на Израел му се заканува на Пакистан со нуклеарен напад ако Пакистан прати борци во Сирија. И Министерот за одбрана на Пакистан на Твитер му одговара Израел треба да запамти дека и Пакистан е нуклеарна сила, па после Министерството за одбрана на Израел му викаме ништо такво не сме изјавиле, тоа е лажна вест, така да работиве стануваат многу сериозни. Значи, ме интересира мислење, ме интересира дали може би сте биле на некакви разговори, дали некој ве викнал, дали нешто се случува. И сега имам уште едно прашање, ама сакате? Не, ама ова е на друга тема, ај одговорете први. Зашто ова е па 10 работа? Ајде, на крај, значи, ниту сме повикани, ниту сме учествувале во некакви разговори на темата која што ја кажавте. Актуелно е, следени ние како граѓани, меѓутоа сигурно може да очекувате дека ние тука со еден работен, вклучувајќи и мене и неколку членови на Советот, можеме да бидеме тие кои што ќе го решат ова прашање. Там сме отворени за соработка, тоа што го знаеме да помогнеме, меѓутоа на вистина такви разговори официјални на оваа тема не сме имале со ниту една друга институција. Не се потегнале ништо. Можам да дополнам, бидејќи учествував на состанокот кој што беше организиран во Брисел за овие прашања. Тенденцијата сепак не е таква да се прави ригидна регулација на медиумите. Туку генерално она што е став и на Европската комисија за сега е тоа дека овие прашања треба да се решаваат пред се во корпус од прашања како што ги нарекуваат медиумска писменост. И дека е подобро да се работи на превентивата на овој начин, отколку да се интервенира преку тврда регулација или пак, како што рековте вие, со не знам, посебни тела кои што работат во состав на Министерства за внатрешни работи или слично. Значи, не можам да тврдам, значи може би се поединечни случаи. Она што го имаме и е генерално насоката е токму така и ние сме советувани. Токму да се работи на медиумска едукација и на медиумска писменост пред се, а ова е веќе се понатаму некои други прашања веројатно. Значи, ако може ја да Значи, вада сега Европската Унија недавно усвои една директива која што се однесува на такво стратешко комуницирање. Колку е таа насочена кон медиумите, а колку е кон служби кои што би требало да одговорат на руската, кинеската, чешката, унгарската или било чија пропаганда, е едно прашање, меѓутоа знам дека во медиумскиот сектор доста коментатори по Guardian, ајде условно да речеме либерално левата штампа се бунеа дека таа се фокусирала не на
не на пропагандата како таква, туку баш на општите државни комуникации. Така што јас согласувам со тоа што го вели дека не е генерално тенденцијата да се регулираат медиумите, туку да се одговори нели на чекан со чекан. Ами, делата мора да работи по некоја регулатива. Во Европска унија не конституира што не работи по регулатива. Дали имате други прашања? Ако немат, ви благодарам за присуството и ви посакувам нови професионални лични успеси.